Добро утро и од мене. Има една стара поговорка која што вели на мака се познаваат хероите. И токму денеска се уверевме во тоа. Скопјанецот Али Февзи веќе неколку месеци од како е започната кризата со коронавирусот им помага на лицата на кои што им е најмногу потребна финансиска помош. Тој од сопствени средства, од сопствениот буџет издвојува за да може да купи намирници и да устреки барем неколку фамилии. Меѓутоа веќе не се неколку фамилии, туку овој број се зголеми од како јавноста слушна за него. Добро утро, Али. Добро, ви благодарам што дојдовте. Како што кажав на почетокот во најавата, веќе во Скопје те препознаваат, меѓутоа те препознаваат и во цела Македонија. Луѓето слушнаа за тебе и за твојата несебична и голема мисија да се помогне на останатите. Како започна сето ова? Па да кажам, кога почна епидемијава сега со коронава, мислам дека луѓето самите видеа дека мора да се помагаме првен и тоа ја го почнав од луѓе што ме гледаат, доаѓаат тука, некој доаѓа и да шишене, нема можност да платат, ќе ти платам утре за утре, немам пари, ако почнам да се вработам и ми текна, викам, чекај, викам, чиме така луѓето, значи не може од дома да излизат и немаат ни услови. И ми дојдат 3 фамилии, почна од времето кога почна со епидемија, 3 фамилии по 7 деца што имаат, значи не беа, што викаме ми сега, не беа роми, беа обични луѓе од друга националност и почна да им помага на тие 3 фамилии, почнав и по дома да им однесам храна и благодарение за овие 4 месеци, вчера гледав на списокот, имам до 500 фамилии што им помага на луѓето. Сакала да споменеме дека се наоѓаме во тој берберски салон и ова е локацијата каде што ти ги подготвуваш донациите, каде што се спремаат пакетите со донации, од каде што тргнуваш да им носиш на сите на кои што им е потребна помош. Меѓутоа, претходно во разговор ми спомена дека има сега се појавија и други хумани луѓе кои што те познаваат и кои што доаѓаат тука па носат нешто и од нив во форма на донација. Па благодарам, има луѓе фамилиарни што се повеќето се жени што ми помагаат, мајки да речеме, ми носат алишта од децава нивни, што неќе да ги фрлат, сака да ги донираат, ми ги носат. Ја им се заблагодарувам. И храната од свој џеб им купував од почеток, значи и пак и денеска им купувам, ама видов дека има поголема број што ми бараат од мене помош и благодарение пред 2 дена имав од град Скопје, од Црвен крст, ми донира околу 200 пакети, од господинот, да не кажеме, сега не е партиски, од господин Зоран Заев, и тој ми донира околу 450 пакети, и би сакало други партии и други личности, други лидери или бизнисмени да ми помагаат, затоа што не ми помагаат на мене, туку учествуваат во хуманоста во Македонија, да им се помогне на луѓето, затоа што од 500 фамилии, мислам дека 70% ми се самохранливи мајки. Тоа значи оставени се со деца дома, разведени се и мора да се помогне. Ако ја не почнев ова да му помагам на луѓето, мислам дека немаше да се слушне во цел свет во еден странски ТВ канал што има над 2-3 милиона гледаност. Во нашиот еден медиумски личност, во еден канал што е кај нас 200.000 гледаност. Значи тоа не е да се свати нешто дека сме утнале некоја работа што сме го помогнале, значи веќе сериозно се да се фатиме дека епидемијава ја фати целиот свет. Значи има луѓе што останаа и без работа и останаа и без идентитет и без живот. За понатака да мислиш што ќе прави со утридента. А како што гледаме и повеќето луѓе што беа во Македонија, што се останавме што не отидоа во странство, што не може да одат во странство да заработуваат некој денар, останаат тука и тие ми бараат помош и ми се јавуваат. Гледам некои личности што се школувани, вика ја немам ништо сега, викам како немаш ништо, викам кога си имал на времето све. Сум имал, викам, не сум очекувал дека вака ќе се случи. Епидемијава ќе не уништи. И на нив како бербер им помагам на нив. Значи идем по дома, по станови, по куќи. Но заради колата што ми се расипа, значи не може да се издржи нормално тоа, секој ден по 120 км на ден правев. И на мајстор ми и одлучив пред дуќан да им дадам. И кога ми се собраа тука, значи никој не очекуваш дека за 2 дена ќе ми дојдат луѓе по 500 души. Имаше ли за сите нив подготвено ти донација? Да ти кажам, ја им напишав дека ќе имам толку пакети, ќе имам на ден по 300 пакети да ми дојдат, ама луѓето не може да трпат дека само 300 да бидат официјално, тоа што има ден по ден повеќе луѓе што се без екзистенција и бара и тие да учествуваат, да зимаат за храна.
Ама на благодарение на муштерите што сме тука од 1986 година, има многу муштери и пријатели без обзир на вера, нација и определеност, партиска определеност, ми помогна, некој ми пушта на тренска сметка, некој ми даваше пари, некој па купува од маркет, ми носеа тука. И како што гледате и со алиштава, така и некојаш ми доваќаат и храна ми носат. Али како знаеш на кого треба да му помогнеш? Дали никогаш си забележал дека има злоупотреба, односно луѓе кои што не им треба помош да дојдат и да побараат помош, или пак ти ги наоѓаш оние на кои што им е потребна помош? На која релација си со луѓето на кои што им помагаш? Па да ти кажам, јас кога ќе ми се јават за таа фамилија да им помогнам, им барам сега Facebook. Во Facebook се гледа по сликите све и адреса. И им носам по дома. Значи за овие 4 месеци до 3 месеци сум носил по дома храна, јалишта. И сега ќе ги видам, ќе направам селекција дека нормално од тие 500 души има луѓе што злоупотребуваат. Ми доаѓа некојаш тука некои луѓе со коли ми доаѓаат да земат повеќе пакети. Значи како вика тоа, што е гага, тоа е благо. И сега на некој што стварно им треба, беше злоупотребено што ми зема пакети повеќе. Сега јас не можам да се карам со некого, абе дај, не е тоа за тебе, за некој друге. Немам сила за тоа, што јас мене ми е поентата да помогнам на луѓето, ама тој ако не го мисли до него што стварно на него му треба помош, сака да го злоупотреби, и ја го гледав. И сега ако терам со моето хуманитарната организација Биде Али, ако терам, ако ми даде прво најбитно Господ да ми даде сила и луѓето да ме почитуваат дека јас тоа моето добро што сакам да го направам со добра волја, без обзир на вера, нација. Затоа што гледате и самите на избориве, никој не излегува. Значи луѓето се веќе да разочарани, немаат екзистенција, немаат буџет, сметките им остануваат неплатени и ако не се сплодиме, ако не се споиме да се помагаме на комшијата, на роднината, на пријателот, некој што е болен, тогаш нема потреба ни да мислиме за иднината, за нашата држава. Си размислувал ли да побараш помош од други организации кои што би ти помогнале да ја сработиш оваа работа, бидејќи како што споменај ти многу километри во текот на денот изминуваш барем во помош во однос на транспортот? Ба ти кажам, јас веќе 4 месеци јавно им барам од личности од сите. Значи не само од хуманитарна организација, јас сум тука нов. Значи се уште отварам очи како чирак да речеме, отварам очи за ова работа, за ова иднина што сакам да го направам. И доколку ако немам поддршка, нормално ќе прекинам. Вчера бев во еден бренден супермаркетиве, сакав лично со главниот што е менаџер да се видам, бегаш од мене. Сега денеска кога доснал, кога вишол сликите дека јас на толку фамилии, денеска имам понуда да се видам со него лично. И ако успеам од тој бренд, од тој маркет што е во Балканот Плюсе, ќе обезбедам 1000 пакети за цела месец. Тогаш ќе ми биде драго, ќе речам дека нешто сум успеал. Ама ако не можам со нив да го направам или од било друг маркет, тогаш луѓето си ги чуваат парите, се плашат да ги трошат или некои да ги трошат без веза. Што не е случај со тебе, еве јас би сакала никада пред крајот на разговорот да споменеме дека ти од твојот скромен буџет несебично издвојуваш, како што кажавме и претходно, за да купиш намирници. Како се роди оваа желба? Се случи ли нешто, некој пресврт во твојот живот кога свати дека не е потребно да имаш премногу, туку да имаш доволно колку за себе, а другото го поделиш со другите? Значи јас работев од скоро 10 години бев во Виена, работев како фризер, тука сум како бербер и имам, фала Богу, свој буџет. И татко ми оставил некој капитал во својот живот и цитирам, ама не очекував дека луѓето од 5 фамилии, од 10 фамилии ќе испаднат до 500 фамилии. И не можам да ги одбивам. Вчера ми доаѓа, вика, епилепсија има, вика, синот, вика, ми паѓа, нема може да јаде блиндрена храна, јаде, вика, молим те, купи ми. Ми доаѓа тука, татко ме моли да му помогнам. Од тоа најтешко нешто нема. И се до тоа и барам апел од луѓе да се помагаат, да донираат, колку што може, некои лекови, некои храна, некои алишта. Затоа што јас 2014 имав тежок пожар во куќата, значи во станот во кај што живееме, околу 8-9 станови беа изгорени и бев скоро 36 сата бев у кома, во токсикологија бев, благодарение на докторот Нино Бекјаровски ме спаси. Ногата има 19 конци, јас со тоа што сум полахендикипиран, да речеме, сакам да помогнам на луѓето. Има луѓе што си имаат здравје, си имаат капитал, си имаат можности, неќе да фрлат. И на крај некогаш и мене ми доаѓа и викам, абе јас зошто ги трошам парите, значи не сум паметен, не сум точен, ни што е работа. Ама Господ ми дава некоја сила, вика, помогни, терај. Тамам сакам да се тргнам
некој ми носи алишта, некој ми носи храна, некој ќе ми дојде тука пред врата, ми вика, молим те, вика, дај нешто, вика, за детето, вика, да однесам, вика, млеко или нешто да јадам. Вчера ми се јавува една самохранлива мајка со 2 деца. Молим те, вика, немам, вика, барам, вика, млеко донеси ми, вика, да пијат. И влегов кај неа дома. Значи, жално е да влезеш да видиш. Значи, во фрижидерот имаше само еден јогурт. Сега детето, 2-годишно дете нема јогурт да пие и мора да помине. Затоа апелирам луѓето не како мене да бидат или бидеали. Сакам да кажам дека да бидат пред се човек, да не гледат абе овој бил црн, овој бил бел. Значи, ако гледаме така, ништо не можеме да направиме во државата. Али јас ти благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг и за твојата приказна, хумана приказна која што ја сподели со нашите гледачи. Се надевам дека многу луѓе ќе го следат твојот пример и ќе ти помогнат да опстанеш во твојата хуманитарна организација. Се надевам дека пред се Господ гледа, а Господ кој ги создава луѓето, ги создава и со ум, и со памет, и со срце. Ако и срцето им работи со умот како што треба, вика, мислам дека ќе опоминеме епидемијата побургу и ќе нема сиромаштија во Македонија, како што гледаме ден по ден се множува. Ви благодарам. Уште еднаш ти благодарам и тебе. Ние се одјавуваме од берберницата на Берберот Али, а се надевам дека неговата хумана мисија ќе продолжи, а за истата ќе помогнете и сите вие кои што во моментов не следите. Хуманитарната организација Биди Али продолжува и понатаму да функционира, меѓутоа е добре дојдена секоја помош од сите оние кои што сакаат да помогнат, што е можно помалку усти во Македонија да останат гладни и празни.